На јавна трибина која што се одржа синоќа во Тетово, граѓанската иницијатива Тетово сака парк даде одговори на најрелевантните прашања поврзани со нивниот предлог за изградба на вистински парк во градот, при што беа разјаснети и 4 важни дилеми кои се провлекуваа на социјалните мрежи. По објавата дека поранешното предпријатие Шикиела ке продадено, од иницијативата одговорија дека тие веќе известиле дека постојат делови во приватна сопственост, но не се менува целата идеја дали сопственик бил еден или друг, затоа што јавниот интерес е приоритет, споделувајќи податоци за сопственичката структура од веб страната на катастарот. Шикиела има 87% државно земјиште, 13% сопственост на приватно земјиште. Монопол има 57% државно земјиште, 43% приватно земјиште, додека спортскиот центар и Жена Борец се во 100% собственост на државата. Значи ова е ситуација каде што државата ги има, да кажем, на свој раце и по која што ја контролира, да речеме, ситуацијата. На прашањето како до парк беше одговорено дека постапката ќе се одвива во фази, но најпрво е потребна волја. Советот на општина Тетово може да донесе заклучок. Тој заклучок треба да гласи: се утврдува неопходноста, потребата која што да се задоволат основните потреби на граѓаните, да се заштити јавниот интерес, да се овозможи јавен хуман простор во центарот на него да бидат потребите на граѓаните и здрава животна средина и да се формира првиот вистински градски парк на урбаните блокови и општината спроведе соодветни постапки. Точка. Овој став, овој заклучок е појдовна точка која што ќе манифестира подготвеноста да се чекори во вториот, во третиот, во четвртиот чекор од постапката. Одговорија и дека во Тетово не постои друга алтернативна локација. Например, паркот на Жена Борец е голем 0,84 хектари. Паркот кај Шарена џамија е 0,4 хектари. Така што и според нашето законодавство во Тетово не постои парк. Нема парк. Ова локација има таков потенцијал да добиеме парк во вистинска смисла на зборот. Беше даден одговор и дали оваа идеја има политичка заднина. Тетово има узреана, созреана генерација на млади кои што ваквите прашања за политичка определеност, припадност и само политички цели им се смешни, далечни и страни. Идејата за градски парк опфаќа 4 урбани блока, иницијаторите посочуваат дека е неопходно да се измени генералниот урбанистички план за 2 од нив и да им се додели намена Д за зеленило, рекреација и меморијални простори. На Тетово не му се потребни нови згради кога градот нема парк. Апсолутно цениме дека јавниот интерес треба да биде ставен на пиедестал, особено во ситуација кога практично никој во Тетово не ги следи демографските движења, миграционите текови, нема спроведено инвентаризација на постоечкиот стамбен фонд, колку од ново изградените станови во последните 20 години немаат се уште добиено нов собственик и се водат на име на инвеститорот, колку половни станови се на продажба, а се уште немаат купец. И во една таква ситуација апсолутно цениме дека на Тетово не му се потребни нови стамбени блокови, особено во ситуација кога ни недостасува вистински парк во градот. Откако во понеделникот иницијативата го достави предлогот до општината и ја презентираше идејата на пресконференција, најдена поддршка од голем број граѓани. Најголема поддршка што добила било која друга граѓанска иницијатива у нашиот град Тетово, што не прави особено горди, имајќи предвид дека сме имали граѓани кои што се особено свесни за можда најголемиот проблем кој што ги соочува у секојдневието нашите сограѓани. Така да изненадува, импонира, радува огромната масовна поддршка на сите и мислам дека сме на пола пат се уште во промотивните активности, така да топарвата ќе расте, затоа што идејата не е краткотрајна, има тенденција само да расте со оглед на другите негативни тенденции во општеството што се наметнуваат.